Најопасното нешто е лажниот и љубоморен пријател. Добре дојдовте, драги гледачи. Денес ке зборуваме за една многу важна и честа тема – лажните и љубоморни пријатели. Сите знаеме дека пријателството е една од најважните вредности во животот. Но што ако пријателот не е вистински? Што ако зад неговата насмевка се крие завист, љубомора и предавство? Такви луѓе можат да бидат многу поопасни од отворените непријатели, бидејќи тие делуваат тивко, од сенка и можат да ти направат голема штета без да го забележиш тоа навреме. Како да препознаеш лажен и љубоморен пријател? 1. Постојано се надпреварува со тебе. Пример, споделуваш добра вест, доби работа, положи тежок испит, купи нов телефон. Наместо да ти честите искрено, тој веднаш ти одговара со нешто што го направил подобро. Аха, ти положи? Јас положив уште пред месец дена и со повисока оценка. Ти купи нов телефон? Јас имам уште понов модел. Ова покажува дека не му е важно твоето постигнување, туку сака да биде подобар од тебе. 2. Те фали во лице, но те озборува зад грб. Пример, кога сте заедно, те фали. Ти си толку паметен, секогаш знаеш што да кажеш. Но, зад грб, на другите им кажува, не знам како успева, сигурно користи врски. Вистински пријател нема да зборува лошо за тебе зад твојот грб. Ако дознаеш дека некој постојано шири лоши гласини за тебе, тоа не е пријател, туку токсична личност. 3. Се радува на твоите неуспеси. Пример, кога ќе ти се случи нешто лошо, да изгубиш работа, да раскинеш врска, тој или таа доаѓа да те теши, но во очите им гледаш радост. Наместо да ти помогне, користи прилика да те понижи или да ти даде совети, кои ќе ти наштетат уште повеќе. Ова е класичен знак на љубоморен пријател. Наместо да биде покрај тебе искрено, тој ужива во твоите падови. 4. Ти дава лажни совети. Пример, сакаш да почнеш бизнис и го прашуваш за совет. Тој ти вели, не се мачи, нема да успееш. Зошто да пробуваш? Тоа не е за тебе. Наместо да те мотивира, тој сака да те обесхрабри, за да не бидеш подобар од него. Вистински пријател ќе те поддржи и ќе ти даде искрен совет. 5. Те имитира, но без почит. Пример, купуваш одредена облека и тој ја купува. Почнуваш нов хоби и тој веднаш го прави истото. Но, наместо да биде инспириран од тебе, тој постојано пробува да те засени и да биде поголема верзија од тебе, доколку некој постојано те копира, но без да ти оддаде признание, можеби е љубоморен на тебе и сака да биде ти, а не твој пријател. 6. Глуми поддршка, но ти прави саботажа. Пример, те охрабрува да преземеш ризик, но кога ќе паднеш, не ти подава рака, туку вели, ти реков дека нема да успееш. Овој тип на пријатели сака да види како ќе паднеш, наместо да ти помогне да станеш. Зошто лажниот и љубоморен пријател е најопасен? Знае многу за тебе, ги знае твоите слабости, твоите планови и тајни. Ако реши да ти наштети, ќе го направи тоа со голема прецизност. Те напаѓа одвнатре, за разлика од непријателот кој е отворен и знаеш дека ти мисли лошо, лажниот пријател се представува како поддршка. Тоа го прави уште потежок за препознавање. Може да ти ја уништи самодовербата, ако долго време си обкружен со вакви луѓе, почнуваш да се сомневаш во себе, да се прашуваш дали навистина вредиш толку, бидејќи тие постојано ти влеваат несигурност. Може да ти направи штета зад грб, давајќи ти лоши совети, уништувајќи ти ја репутацијата или искористувајќи ги твоите тајни, ваквите луѓе можат сериозно да ти наштетат. Како да се заштитиш? Биди внимателен кому му веруваш, не споделувај премногу лични информации со луѓе за кои не си сигурен дека ти се вистински пријатели. Следи ги нивните постапки, не само зборовите. Некој може да ти зборува убави работи, но ако делата му се спротивни, тоа е знак дека нешто не е во ред. Ограничувај го контактот со токсични луѓе, не мора да влезеш во конфликт, но постепено оддалечи се од луѓе кои ти нанесуваат штета. Обкружи се со искрени луѓе, вистинските пријатели немаат љубомора.
Тие ќе се радуваат на твоите успеси и ќе ти помогнат во тешки моменти. Заклучок. Лажниот и љубоморен пријател е многу поопасен од отворен непријател. Тој може да ти нанесе сериозна штета без да забележиш. Затоа, избирај мудро со кого се дружиш. Подобро е да имаш мал, но искрен круг на пријатели, отколку многу луѓе кои само се преправаат дека ти мислат добро. Дали сте имале искуство со вакви луѓе? Споделете ги вашите приказни во коментарите. Ако ти се допадна ова видео, стави лайк и претплати се на канал Тампес за уште повеќе интересни теми.